Последните 15 години имам привилегија да ги интервјуирам некои од најинтересните и најдокажани луѓе од Македонија и регионот. Учев многу од овие разговори. И добивав инспирација за сопствениот професионален пат. Со мојата работа надвор од еден на еден и со многуте лични и бизнис релации и пријателства низ годините. Оваа сезона се радувам што ќе одам уште подлабоко во личноста на моите гости. Сакам да дознам што ги вади од такт, што ги води низ животот и што научиле низ него. Ова е Еден на еден. Добре дојдовте во сезона 15. 15-та сезона од Еден на еден, сезона во која започнавме нов формат, во која секој од гостите доби 2 емисии. Вашите реакции беа одлични и ви благодариме од се срце за тоа и вие, како и ние, уживавте во многу подлабоки, посодржајни муавети, благодарејќи на подолгиот и, би рекол, посуштински концепиран формат. А да бидеме реални, и типот на гости во оваа сезона секако заслужуваа најмалку 2 часа, односно 2 емисии, бидејќи стануваше збор за живи легенди, луѓе со децениски кариери. А со децениска кариера може да се пофали и шоуто Еден на еден. Деценија и пол поточно, цели 15 сезони од далечната 2008. Па, како што одиме цела сезона, така и во финалето, ќе го поделиме во 2 дела. Не постои друга забавна емисија со толкава архива на интересни моменти и сегменти со звездите од Македонија и регионот. Во првиот дел од финалето, ова денеска, ќе прикажеме мал дел од сите тие интересни моменти низ овие 15 години. А за една недела од сега ќе имаме втора епизода од финалето, втор дел, кој ќе биде повеќе музички, некоја музичка епизода, да речеме, со некои од најпрекрасните настапи изминативе 15 години. Денеска почнуваме нормално, со првите сезони на Еден на еден. Одиме длабоко во историјата. Имавме многу помало студио, немавме публика во живо, имавме и еден млад водител. И ако гледате добро, можеби ќе препознаете кој е. Добро вече, драга македонска публика. Се наоѓаме во просториите на А1 и А2 телевизија. Од овде ќе се обидиме да вие прикажеме и пренесеме една културно-забавна едукативна емисија која ќе продере преку вашите екрани во кој вие бленете сега, ама ќе ви биде забавно и интересно, затоа ќе се потруди вашиот водител Жаре. Еден на еден, Еден на еден. Е, уште едно издание Еден на еден. Еден на еден на А2 телевизија. Еден на еден А2. Еден на еден. Добре дојдовте да ми правите друштво во моето еротско студио, да беше ова MTV Cribs, сигурно би рекол This is where the magic happens. Ако случајно се реновира која ќе треба да правите, значи универзално, може да искористиме да изиграме жмурка или брканица, нешто, замисли рушевините, ќе биде добро. Ќе биде добро. А и таму може да снимаме, да, и пейнтбол нешто да се пута. Ќе биде јако. Сега Марко ќе ни претвара децимали во бинарни бројови и не знам, слично како да тоа. Е па ај нека биде 254. Тоа е многу лесно. А лесно. Е па 176. 176 бројот за пример, да се. Ајде. Прво ќе направиме табела за конверзија. Тоа ќе биде составена од 8 бита, тоа е 7 бајт. Колку? Израчунаме се ако 128,3 за колку? 160 се содржи во 176. Затоа тука ќе направиме 1. Така одиме до крај, а? Да. Аха. И што значи тоа? Дека 1 0 1 1? Не, бинарните броеви не се читаат од лево кон десно, туку од десно кон лево. Значи ова е 0 0. 0 0 0 0 1 1 0 1. Тоа е 176. Да. Браво бе Марко. Ако дам тројка од прва, сега. Тројка? Добро, добро. Представа ми даваш, мојата кратка да се појавам. се Курир да појавиш? бидам, перо писар. Ама пази што се Перо кажа. писар. Ама сериозно. Перо Готово, писар. пази што се кажа. Притоа, доаѓаш со камери и го снимаме тој дражесен момент. И го снимаме. Ајде да видиме сега, ја ќе добијам ли улога или не Ајде да добијам видиме. улога. Еј, може? Може? Ето, не е тоа. За која представа рековме? Значи вака, рече било што. Писар, повелете кафе, господине, било што, така? Да, па тоа Легуваше реков, представа. уманета, да. Док ќе видам што се дешава со бракот во последно време, да ти кажам, Не ми ни треба. не сум баш задоволен. Не ми треба. Не сум баш задоволен. Меѓутоа, пази, ствар укусен. Може утре ќе се ти женеци? Не.
Па што чекаш бе? Ајде, макар едно. Па ти ли нај да спориш бе? Сега нема фирми, па Да, на времето, Нели? кажу, незнато. Секоја фирма. фабрика, Нонча Камишова, whatever, годен. кој да се, да. Зимаш певајка, пеач и иде по тоа погонот, додека овие сите работат. А работат он? Да. И ој ги покаже тоа шивачките. Данг. Сега што да Текне на Македонија реклам. како не Джонс немаше ги взема Да, пари. да. Јас ме викна, имаш у турска чаршија. А многу пари ми даде. Едно помало од чамот, 2 пати помало од чамот. И Македонија реклам немаше што да рекламира календарчиња и тефтерчиња и ја пеам време за плачење на календарчиња и тефтерчиња време. Озбилно. Тоа ми е први последен, новогодишен. Многу пари беа. Добро што си престанал. Многу. Добро што си престанал да пиеш. Гелена Розга? Јас сум како се зове тоа? Име твое? Жарко, водител. Леле, ајде да ми у емисија, ја имам една емисија овде. Ајде, бач. Ема, чај, јас Тиша. Чао, на време. Јелена, Бог, На Жарко. време, чао. видовте кој е дечко? Од почетоците на шоуто, низ овие 15 години, многу работи се менуваа. Растеа студијата, променивме неколку телевизии, бевме на Алфа, Телма, за да дојдеме до Канал 5. Имавме и специјално собрани еден на еден бендови, кои беа дел од секоја емисија. И гости кои беа кремот на забавната сфера во Македонија и регионот, а меѓу нив се разбира македонските актери, музичари, уметници. Еден бил и ќе биде еден од најсилните подржувачи на најзаслужните во македонската култура и шоу бизнис. Ова е мал дел од нив. Еднаш кај има интересен момент. Периката, не знам како ми беше дома, син ми беше малечок, 1-2 години, он не му беше јасно дали е Миле Паника, не му беше јасно, него ставив перика на глава и ме гледа онака и ја извадив периката и не знам што му се деси, он се вика што овој човеков се скалпот го извади. Трчаше у круг онака околу маса едно 5 минути, детето се. Тоа било, а вака дома да им па кај си ти па ово, она не, јас сум Миле Паника сум кога сум на работа. Нешто интересно се случува во пансионот Преспав, да видиме што прават инспекторот, Ула, Марио и Талат. Преспав. Ори, ти беше газарица на овие сове што издавате овој? Ја, зошто? Затоа што поминав ни сиве соби да направи на мала проверка. Ја, во ред, соби безпрекорни. Како ми безпрекорни? На ниеден телевизор кој што пуштив не одеше 1:1. Вас издас 1:1? Како му што е тоа на детено скопјанчено смешки што кажи? Невозможно тоа гледа во сите соби. Може гостите не сакаат тоа да гледат. Ти не си одаде се гледа тоа. Ќе мора да се пише санкциона казна во износот на колку илјади евра. Колку ќе се договориме? Многу убаво, ќе треба да го затвориме хотелот. Ваш проблем. Мој е да работа по закон и по пропис. Што ќе му кажуваме на вице-премиерот Мешевски? Ќе му кажи што има Марија Врска Мешевски цува. Аба тој најави присуство, овој викенд дојде. Тако е, јас сум веќе припремио едно прашенче. Слушај се вамо. Овој пат казнава ќе биде јака строга опомена. Ама следниот пат клучна врада ќе викла. Да се разбериме, јасно? Ај се ојте по собите, наместете онака си каш 1:1, а ти дај да увида тоа прасето вре. Игор, ќе игра играта Ало Бекни, види го де е
Значи, од А до Ш ќе проба да стигне во разговор со не знам кого, секое нешто што ќе го каже прво треба да биде на буквата која што ќе му се покаже на бимот, тргаме од А, па Б, па В, па Г. Кај да звониме? Кај да звониме, на што? Кај сакате? Полиција. Ќе звониш на полиција? На полиција да звониме, јави себе. Ајде, полиција. Ајде да видим, чекај, држи го тука. О? Не, тука. Чекај, дај. Полициска станица Беко. Полициска станица Беко? Полициска станица Беко, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Ало? Ало? Ало, повелете. Беко? Беко од полиция, повелете. Ве бара Игор Џамбазов, добро вечер. Кој Игор Џамбазов? Глумец? Глумец Игор Џамбазов. Повелете. Гомнар понекојаш, Дибек, Ѓон. Ебач на времето. Со Жаре Димитриевски. Повелете. Број 3 ми се појави. Пријателе, ти беше сега во живо на еден на еден кај Жаре! Седа љубов, ве сакаме! Чао! Ајде ти почни го прв. Вака, ова е нашиот најнов револуционерен производ кој изгледа како обично некакво си сунгерче за чистење, но тоа не е баш најобично сунгерче за чистење. Значи, може е многу погодно да се го порачат пример парламентарци и такви други луѓе што се во јавноста за белење на образо, значи можат да си го исчистат, да си го обелат образо. Сега кога сме кај ова, јас го користам, значи гледам мака низ Скопјево, што чистат. Јас го користам тука кај нас во Битола, со ова ја ранам фамилијата, чистам џамој. А што е најбитно? Кога гледам навечер телевизија, имам многу лакна на грбот и го користам како чешајне. И се чешам и релаксирано гледам пример 1 на 1. Идам у писоар. Се ставам авецето, и од позади се слуша врата. Крц! И до мене так застанува нека зм. Джвр. И Ја се вртам. Раде. И он ме позна од слики што видел кој ќе го игра Коста. Коста, не ми го знае името, ликот ми вика. О, Коста. И ја. О, Дон Рафаел. И сега гледаш. Да се поздравиме, да не се поздравиме. Да се поздравиме, да не се поздравиме. Да се поздравиме. Не, викам, глупо е. Не, викам, зашто? Он заврши се, отиде, ја тука останав на писоарот ше 5 минути. Си вика, овој што простата имаше, бе. Тоа е мојата прва средба. Како ќе оставам впечаток пред Раде Шербеџи? Многу убав впечаток. Васе Бране кога били во емисија, увек некако доаѓаме до муавет дека они може да поминат. Примерно од точка А до точка Б. Горе доле можат, ама вика бубо. Не само што можат, него они ме местеа мене сега вака да се изјадам ја пред јавност. Убитола на пример шетаме по широк сокак и почнаа децата, кај си Цацко, што си Цацко? И Цацко цело време само се фотографира, се поздравува, кај си Цацко? И ја едно време почнав да викам деца, Миле Панека и Тошо Валеров, само без перики се, види го вака, замисли го вака, овој другарот вака. Праша го, овој ќе ти каже, дечу те слушам. Да, нека ти каже, нека ти купи татко ти. И така, ама стварно ме местеа. Има ситуација кои што луѓе кои што ме виделе во живо, нели ја не живеам на Марс, јас се движам по ресторани, по кафани. Имаш настапи, и приметуваат кога ќе ме видат вака вода. После 3 години пак ќе ме види негде. Кисела вода. И со години, 10 пати да ме види, кај мене на маса стои вода. Ресторан, конобарот, вода. Вода? Не, и кога и кога сваќаат се донесува консензус, тој Владо Јаневски е ненормален, пие само вода. Пошто има сведоци, така. А и се врзува со тоа дека е ненормален терсене сето тоа. Пошто нели веруваме дека сите се, како вика, алкохоличари и дрогераши, ама овој не е, значи он завршил, он бил
Ама завршил, пошто сега е тотално на нула, значи он го претерал. Чиме до толку на оваа Он страна, го претерал и сега е така отишол од друга крајност, он нас не фолира дека пие. Он испил цело маврово алкохол, бе, пријателе, на вреќа кокаин степал и сега као ништо. Водичка. Затоа што пресисал бе за тоа. Да, има, држи, држи. Уште ми фалиш ко жица на гитара, уште ко компас срцево те бара, ти си лек за душа боемска. Ке ми треба магија за да те освојам, ти ке бидеш моја, знай само штом те погледам. Ке ми треба магија за да те освојам, ти ке бидеш моја, знам само штом те погледам. Дајте музика во своја име и ке биде тотално окей. Дајте музика во старо мало, штом ја чуеш тогаш веднаш пеј. Само пеј. Да не си тука, некаде јас далеку би бил, да не те љубев, многу нешта јас би пропуштил. Во ова утро, бели звезди јас ти симнувам, на овој Божи, цел мој свет јас ти го дарувам. Ало, Добре. добро вечер, те прашам нешто. Да? Кога си бил последен пат у Булачани? Владен Геркиев. Кога вака ги гледам гостите и емисиите, сваќам дека времето лета. Затоа, дечки, без здравје ништо. Чувајте се и чувајте го вашиот имунитет. Колеги, кога се користат пробиотици? Кога пиеме антибиотици. Кога ни е надоен стомакот. Кога имаме диареја. Кога одиме на пат. И за одржување на нормална рамнотежа на цревната микрофлора. Диестоп Директ, прашок за директна употреба и Диестоп пробио капсули, а од сега и капки Диестоп за бебиња, кои може да се користат од најмала возраст. Диестоп за вашите стомачни тегоби од Алкалоид. Пред употреба да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреби за несаканите дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Имлек протеин пудинг. Практичен и вкусен оброк за твоите мускули. 20 грама чист млечен протеин, без додатен шеќер. После тренинг, земи пудинг. Јака комбинација. Hisense, официјален партнер на UEFA Euro 2024. Одберете го својот пакет и осигурете го домот. Триглав осигурување. Со секој чекор што го правиме, ги изложуваме на светот и им помагаме да изградат издржливост. Од таа причина, инспирирани од 50 години истражување на мајчиното млеко, Аптамил Про Нутра 3 содржи витамини С и Д за поддршка на имунолошкиот систем на вашето бебе и нутри влакна. Аптамил Про Нутра млеко за мало дете. Ваш живот, наша наука. Golden Art наградна игра. Купи дом, освој стан. Од 24 јуни со купување на недвижност од Golden Art си обезбедуваш учество во среќната лотарија за нов стан во прекрасниот Каредо комплекс во општина Карпош. Уникатната можност трае до 23 јуни. Промени го животот на многу подобро. Купи дом, освој стан. 18 години Golden Art. Револуционерен дизајн. Богата серијска опрема. Автоматски 7-степен менувач. Т5 Ево. Новиот играч во градот. Овластен импортер ABC Brother. dfsk.mk.
дозволи да те понесе. Златен даб. Пролетна промоција во ординација доктор Анчевски. Од 20 до 40% попуст на ласерска епилација. Третманите се спроведуваат со најдобриот и најефикасен ласер, а целата постапка се изведува под надзор на специјалист дерматолог. Со ласерот во доктор Анчевски, третманот е супер брз, ефикасно ги отстранува влакната од сите регии на тело и безбеден да се прави во сите сезони. Подгответе го вашето тело за престојната летна сезона. Во срцето на главниот град на Македонија, ВФЛП Фонд Менеджмент стои цврсто како инспирација за иновации и доверба во финансискиот сектор. Водени од тимот искусни професионалци, ние не управуваме само со вашите средства, туку создаваме наследство вкоренето во сигурност и перспектива. Инвестирајќи во над 1000 квадратни метри врвен деловен простор, ја потврдуваме нашата посветеност кон Македонија и овдешните клиенти. ВФЛП Груп за посветла финансиска иднина на сите. Пробај го новиот неодолив вкус на пудинг. Имлек протеин пудинг со вкус на солена карамела. 20 грама чист млечен протеин со низок процент на масти. Солена карамела, ќе почнеш да тренираш поради неа. Hisense, официјален партнер на UEFA Euro 2024. А сега пораки од нашите партнери, имуночајот на Good Nature представува микс од грижливо одбрани билки во комбинација со цинк за дневна подршка на вашиот имунолошки систем. Цинкот е моќен минерал, чие присуство во вашиот организам е неопходно за секојдневно нормално функционирање. Тој го поддржува имунолошкиот систем и ги заштитува клетките од оксидативен стрес и со една шолја имуночајот на Good Nature ќе ви внесе 15% од препорачаното дневно внесување на цинк. За денес издвојуваме нешто многу вкусно, ама и корисно. Тоа е од Имлек протеин пудинг со 20 грама чист млечен протеин. Нуди неодолива комбинација на кремаста текстура, богат вкус, давајќи ви задоволство без вишок калории. Пудингот е топ избор за оние моменти кога сакате да се освежите и да ја надополните енергијата пред или после напорен тренинг. Имлек протеин пудинг. Тоа ви е моќ на дофат. А ова е сезона на фудбал, затоа донесете го стадионот дома со Hisense мини LED ULED телевизорите и повикајте ги пријателите за уште подобра атмосфера со панел до 144 Hz, спортски режим и врвна технологија. Hisense U7 е официјалниот телевизор на UEFA Euro 2024. Подготвен е да ви ги донесе најголемите моменти на најблизок можен начин. Погледнете ги сите мини LED ULED 4K модели на mk.hisense.com. mk.hisense.com. Еден на еден како шоу секогаш било отворено за звездите од регионот кои вие како публика ги сакате, а ние сметаме дека заслужуваат да се најдат во емисијата и во вашите домови преку екраните. Низ годините сме имале неверојатна чест да ни гостуваат најголемите од нив. И сега да ги спакуваме сите, ќе ни требаат многу емисии, затоа сега ќе се подсетиме само на малку од нив. Како лажат политичарите? Како лажат политичарите? Твој стих. У октобру биче у новембру. Дај си рака. Првиот што ќе го излече, само ќе покаже према камера и ќе го каже името. Тој што име ќе го прочита Мешевски, мора да си го скрши од глава одма, во секундата. Ајде, одиме. Мешевски, влечи. Владимир Георгиев. А вистина си ја снимил или демото си го снимил во кујна, седејќи? Снимио сам наравно, кој веćina мојих пјесама кои су снимане са Ромима у кухињи. Сва среќа да сеќавам се Калашников сам снимao у кухињи kod Salijevića, tad je Čale još bio živ. I sreća da ta ploča nema miris jer oni su kuvali ovčetinu taj dan. To je smrdilo strašno. Imao sam osjećaj ispršće mi plombe od toga. Ali sreća pa nema mirisa, ploča je. Значи, во тоа време
опремата е надворешно, значи во кујната има некаков си вајда рекордер. Ја сам увиек имал сам опрему коju носим са собом. Портабл. Većina uopšte moje muzike je snimana tako po kuhinjama. Па не се грижал за квалитетот на снимката, каква ќе биде и такви работи. А ти нешто фали, Калашников. Точно. Na tom koncertu u Mostaru, ja volim da me publika ponese i šta da radim? Ne mogu, mislim, koncert ne možete da glumite, jel tako? Dođete se, opustite da se radujete, bar ja tako ceo život radim. Pa sad, šta se desi, desi. Ako padnem, pa ustanem, to je najbitnije. On se dao maksimum. Da, i ja tu prvi put tako sam se udarila u glavu i pado skroz, a oni sviraju, kao ustaće ono, da. Zato što su oni navikli da ja... Најдобро од сега, онака, паѓате и си станувате, после нема веза, ja идеме. ustanem. Ne, mislim, ja kad bih vam pričala o svim svojim padovima na koncertima, ja mislim da sam ja žena koja je najviše padala na koncertima, a znam da padnem i ovako pa polomim obe ruke, tako da... Ali evo me živa i zdrava, da vam kažem. Супер. Бидејќи од некоја причина Тарик си отиде, моравме да донесеме замена. Дојде светски познатиот фудбалски тренер Мирослав Чиро Блажевич. Господине Чиро Блажевич. Чиро Блажевич. Господине Чиро. Hvala ti, sine, na ovoj prekrasnoj najavi. Особена чест ми е. Jako sam, ti si mi inače najdraži voditelj. Благодарам, gospodine. Nemam te baš često priliku gledati, ali kad god te gledam, ovo je prvi put si mi stvarno... Благодарам, gospodine Чиро. Ева сме со Желко и челенџот му е 60 секунди. Што повеќе инструменти да видиме што ќе пукне тука му имаме ние наредено. Војче од група Маестро ни помага тука. Војче името хармоника. Браво. Желко Оксимовиќ почнува од хармоника сега. Шта ми ти ради? Вау! Одлично! Одиме на следно! Аплауз! Тарабука! Одиме понатаму! Брзо! Бас! Колку имаш времена? Уште 30 секунди. Одиме уште гитара. Имаш уште 8 секунди. Агресивила, опа! Желко Оксимовиќ, дами и господа! To smo restoranu, jel? Ružice moja ruška, zapet sam ko puška, ovo samo zbog tebe. Tvoja omiljena? Da s tobom malo budem, da me mine stara želja, daj mi samo kap veselja. Taj ti je drugi bolji, baš po tvojoj volji, sve ti kupuje. Jer ja samo jedno mogu, kao nekada ti pjevam, imaj srca para nemam. Zar dijamanti il briljanti, zar su tako važni, svi ti dragulji lažni, kad voliš nekoga, koliko tebe ružice, ružka, zrela si ko kruška, sve zbog tebe prodaću oko vrata, a Majliju staru, samo ne gitaru. Ružka, žabe sam ko puška, sve zbog tebe radit ću danju noću i neću da biram, samo da ti sviram. Интернетот е многу интересен поради милион работи, а една од нив е тоа што честопати нешто старо станува невиден хит денеска. И тоа може да е музика, филм, а може и да е спасен.
Нашиот пријател Спасе, кој со години беше неизоставен дел од 1 на 1. И вие, добрите фанови, добрите стари фанови, многу добро го знаете. Тој најде нова слава на социјалните мрежи со тоа што еден куп луѓе почна да ги копаат старите клипови и да ги репостираат на TikTok, Instagram, Facebook, толку многу што Спасе доби сосема нови и млади фанови кои воопшто не ни знаеле дека тој порано беше дел од речиси секоја 1 на 1 епизода. Па во овој дел од емисијата одвојуваме парче за вашиот и наш омилен фан на 1 на 1. Дами и господа, Спасе. Кој е на телефон? Спасе, Жарко. Во. Знаете тоа е, знаев. Во. Кај си бе? Ало, Жарко, поздрав, Спасе тука. Ало. Спасе, зошто звониш? Жаре. Да, кажи, ајде. Кажи, Спасе. Спасе, Жаре. Не зеза, ја Владо Јаневски мислев дека е, браво. Кој е тој, некој фудбалер? На коментар, шо е тоа? Еве, зок. Сум го гледал на YouTube, многу добар дечко. Жена институција. Оп, не сум тука. Момент, молим. Шо? Ало? О. Ей, Спасе. Жаре. Еј. Маленко ли ти е гост? Маленко е, да. Сакаш да го чуеш? А са, питај ми го малце. Спасе. Статичен, одличен. Ало. Добро ќе појде. Добро вечер, те прашам нешто. Да? Кога си бил последен пат у Булачани? У Булачани? Булачани. И зашо не се јавуваш више на мајка ми? Овој кој е, исконтролирајте го, бе. Од Спаси имаме бајаги голема архива, дел се наоѓа, се разбира, на YouTube, и кога сме кај тоа, покана да не следите на социјалните мрежи, да видите со нас на 1 на 1 со букви напишано на Instagram, Facebook, TikTok. И ова звучи како политичар, некој да сум. А кога сме кај политичарите, и тие биле секогаш добре дојдени, сепак и тие се луѓе, имаат човечка страна која за жал немаат многу шанса да ја покажат надвор од вакви места. Па, ќе се потсетиме и на делот нивните гостувања во 1 на 1. Беше Берлускони пред 15 години во Скопје во официјална посета како премиер. Силвија. И кај Борис Трајковски, да. И он е значи на сите средби, но 3-4 средби на кои сум бил и ја, само за фудбал збори. Ако трае 45 минути, значи 40 минути кажа кој трансфер ќе го направил, колку титули. А не со стила, он се сака. Ништо политика не, ништо. Не бе сам. Ти го прашаш билатерални односи, он ти вика. Ali има една специфична ситуација, 2002 ваljda е, он доаѓа во Скопје и целокупниот буквално кабинет 30 души кај Борис Трајковски сака да прават здраво со него. А само тројца влагаме. Само тројца, председател и тројца. Меѓу нив има еден беше болен фан беше, значи колега наш болен фан на клубов на Берлускони, на Милан. И вели председателе, морам само да се поздравам, пошто тоа ми е котизација плаќа со годинична и иде на утакмици тамо да ги гледа во Италија. Морам да се поздравам со него и Борис му ке окей. Доаѓа се поздравуваат сите и овој помлад соработник беше стои у ќошот на кабинетот тамо, не на главна маса, колку да биде у иста сала со идолот. Значи он тоа само се сака. И Борис Трајковски опрости, како што беше многу обичен човек беше, му вика господин премиер, му вика, овде ја морам да ви кажам дека имате една мала непријатност во кабинетот. Овде вика, на Силвија му вика, непријатност, вика, морам да ви кажам, он седнат. Вели, овде има еден огнен навивач на Јувентус. Ајде, добро. Берлускони забеган скроз, ја не очекував, например, окей, ќе се насмееш у реду, секој има право. Он се станува и вика, кај е? Борис го покаже, вика, не го вика. Дечко, ќе умреше. Берлускони му вика, голема грешка правите во животот. Ај. Да, добре. Почнувам, професор. Се случува ли луѓе да го злоупотребуваат името Зоран Заев во некој случај? Во мала земја живееме, се знае. Нема, ќе се јави некој од тие директорите големи. Вика, шефе, беше овој што си го пратил. Да знае, завршивме работа. Кој бе човек?
Добро. Абе, овој што беше што кажа дека од тебе е пуштан, така да знаеш, не беше Бидно, тоа така готово. лесно. Тешко беше, се помачивме, ангажиравме сите служби, ја завршивме работата. И Има се. реакцијата каква е на тоа? Има многу луѓе, жара кои што реално користат да кажат, абе Заев ме прати, Заев знае за тоа. Зборено е со Слушай, Заев. Зборено е со Заев. Слушай, знаеш, Заев знае. Добро. Не може така. Има се. Секако во секојдневието се случуваат работи, луѓето си наоѓаат начини како да ги завршат работите, како да терат замислата и слично. Ајде да видиме вака. Мериме за колку секунди ќе се погодат 10 песни. Еве 3 2 1, почнуваме со првата. Deep Purple. Deep Purple песна ќе Добра, ај може, Deep Purple, така е, Smoke on the Water. Ова? Led Zeppelin, вистина. Лейла. Лейла, Ерик Клептон, добро. Не, ова не е од рокот, ама нешто ќе те питам, бабо. Ај тоа ја знаеме, а? Добро, след. Чекај. Екаве. Точно, екаве. Ајде. Следна. Аман тебе. Тома Здравковиќ. Вистина? Добро. Секако еден не е само најгледаното домашно шоу долги години, еден секогаш била платформа во која се давало шанса на млади артисти кои сме сметале дека заслужуваат доверба и внимание од огромната ТВ публика на емисијата. И од сето тоа што сме го чуле од вас, не сме сгрешиле со никого до сега и напротив сме направиле еден вид услуга, не само на нив, туку и на вас како публика на која и се допаднало некое ново име и нов талент. Иначе сум глумец по професија, имам играно во неколку филмови. Не знам дали ми имате видено во некој филм. Ми имате видено? Не, и јас се немам видено. А уште на факултет бев спремен, онака глумец, знаеш, се запишувам се, доаѓам Скопје, седам вака пред огледало прва година, втора година, створен за филм, вака се гледам, тоа е тоа. Никој не се јавува. Трета година ми пишува, некој вика ќе ти звонам, крени продуцент тој и тој. Опа, викам, дури со порака. И звонам, вика, ало, ти ми требаш и никој друг. Кој ќе ми рече ти ми требаш и никој друг, значи сите откажале, уште јас останав. Велам, повели, кажи, зашо се работи за каков филм, јас сакам да работам многу филм, вика, прво вака, за бизнисмен се работи, бизнисменот вика, джогира, вика, на кеј, кај ме најде, викам, бизнисмен, мате. Вика, со клучи, джогира, вика, прави вежби, така натам, одиме на снимање, 5 сато са бајле. На кеј, значи сите откажале, ме сваќаш. Тој застана со камерата таму, јас ваму и правам некој, вика, прави вежби! Од таму, јас вака почнувам да правам вежби, едно време само му викам, а вака или вака? Како сакаш, ништо не се гледа. Ужас. Гледате лајме од иднината во северозападна бивша Република Македонија. Денеска сме 7.4.2093 година. Ова се вестите на денот. Светската јавност е во паника од кога кинезот кој пред повеќе од 70 години изеде лилјак, денес на својот Facebook профил стави слика како прави скара. Коњот Дорчо го напушти бендот Next Time. Причината за разделбата, како што изјави коњот, е тоа што не му било реализирано ветувањето дека ќе стане фронтмен на групата. Браќата Стефан и Мартин демантираат, велејќи дека Коњ не може да биде фронтмен, туку само фронт хорс. Криза е за љубов, криза е за сакање. Мажи, ве замолувам да ги сакате вашите сопруги и да ја решиме ова криза заедно, без разлика дали сте и 8 или не. Ве молам, славете 8 март дома, а не во шумите. Бидете добри граѓани на нашата земја. Подобро да ја запалите сопругата за 8 март, отколку некоја шума. Нели ова не мислам буквално дека да ја запалите, туку во еротска смисла мислам. Се сваќаме ли? Благодарам. Гоче, како е? Се слушаме ли?
Здраво жаре, здрава екипа. Па добро, дали е добро. Секогаш може подобро, нели? Може подобро, но треба малку среќа и среќата е битен фактор и најбитно е нели да пробуваш, да се трудиш, да го сакаш доброто и да А јас сум од увек био на релации со Македонијом што се тиче снимања и филма. Sa vašom prelepom zemljom rodila se prva ljubav još od vremena kad je Milčo Mančevski snimao Prekiše Before the Rain. Архивата на еден е преполна со моменти кои, како да кажеме, нема најава што може добро да ги опише. 15 години овде гостуваат луѓе кои не смеат, забавуваат, а некојаш прават работи кои искрено треба да ги ставиме во категорија за која се уште немаме доволно добро име. И тоа е токму оваа категорија. И ова е мал дел од токму тие моменти изминативе 15 години. Јас научив на кој начин можеш да останеш во среќен брак. 2 пати неделно да одиш на вечера, на добро вино, на музика, само што мажот во вторник, ти во петок. Браво! Ајде дојди! Ајде дојди! Ба šta се ме го пираш, бе, чале? Реко сам ти 100 puta, ечи ćemo на суд, разумеш? Ечи ćemo на суд. А што се ти дереш на мене? Šta je bilo? Здерем се затоа што си, разумеш, у чалета, идеш му уз ногу ко клинац, разумеш? Колку имаш коња, бре, годину, бре, колку имаш коњу година. Ма не остави ми сина на миру, бре, дечко, бре, ало, дечко, ама ја, šta, ајде. Бре, чале, много си смешен. Много си смешен. Добре, а? Маријанче? Маријанче? Маријанче! Извини малку, може ја и ти да искочиме малку еден на само? А? Што да ме з***аваш за емисијата, дека еден на еден. Што се, ја ти се плашам од бркоите? А што мислиш? Не ме з***авај, сакаш се... Изчезни ако обичаш. Аз с удоволствие ще бъда гост във вашето шоу. Изчезни, Костадин. Значи, биди си ти, што личиш што косата на Апасиев, ја ќе бидам другиот. Одиме. Што ти кажем се, ја ви кажем прв пут кога дојав ми рече, вика ја ќе ти варам кафе. И ја му викам кафето, ево како ова што сега туку само ви сте, ево ова кафенце, ми рече ќе ме го вариш. Ама не, ова сега, ама види сега, сега пробуваш да ме избламираш. Еве шењата тука, еве кажи на водителката. Кажи. Ама не, бе друг. Ама не, ова по римско право. По римско право, ја да ти кажам. Значи ти правиш еден, пробуеш, види сега, слушај, сега правиш смешки. И искрено ти кажувам сега, види, озбилно, другар, види, сега ти кажа, кафе ќе правиш. Рече, дојди, Апасиев, ќе правиме кафе. Дојав ја прв ден, така, дојав. Кафе какво ми направи? Добро беше. И зашо више не ми вариш кафе? Се бламираш. Се бламираш, човеч. Вака се бламираш. Јас ти кажам, ти кажа дека кафе ќе правиш, никакво кафе. Секој ден доаѓам, више нема кафе. За кој вариш кафе се? Керамидите. Вака треба да го погодиш пекало да влезе в шиша. Тој што ќе остави прв победник. Нема врска.
Курешки што се? Од кокошкине, баго. Курешки. Едни курешки вика сладки. Кликнете овде, за да го зголемите вашиот пенис со помош на... Бурек со месо. Чекай. Со помош на... Ракија. Добро. И со помош на... Турска серија. Кај не годи. Кај не годи. Еден секогаш била поддршка за македонските уметници, но подеднакво силна поддршка била и за македонскиот спорт. 15 години во Чекор ги следиме успесите на македонските клубови и репрезентации и навиваме тие успеси да се множат, да стануваат побројни, макар сите гостувања ги наполниме со спортисти, ако така треба. Се подсетуваме на многу работи денеска, па време е да се подсетиме и на мал дел од гостувањата на нашите сакани спортисти за кои навиваме ни сите овие 15 години. Десна. Не, таа е лева, ова десна. Што ми направи? Ова ако го скратиш. Ова? Ова ако го скратиш. Сега ова? Само овие 2 секунди? Да. Добро. Не се снимаш, еве ми кажуваат не се снимаш. Не се снимаш. Сакаш да го направиме, ќе го преглумиме? Пак ќе бидам глуп. Ајде, снимај. Снимате? Ајде. Ветуваш дека ќе повториш? Ветувам, жи ми се ти кажувам. Да? Сигурно? Еве сега на оваквото, значи со што сега? Да бе, озбилно. Тргаме со аплаус и го правиме тоа. Не, аплаус Ние прво. сме спонтани луѓе, бе, жаре, не може. Десна. Таа е лева, десна. Значи, знаеш, така? Нема прљави игри, нема буткање нешто, нема такви работи. Исто како кое што возам, а? Така. Иđe нека победи побрзиот. Жаре. Одиме. Ајде, Жаки! Нека ме победи! Ај! Не може, братко! Иđe победи! Металург сме, јас и Ване, Бозо и Вардар се... Бозо и Вардар. Ти си Вардар? Да, Милове. Играм за столе. Одлично. Бозо и Столе се Вардар. Ајде да видиме, пуштај сега минута. Мисли, бе. Ајде. Кој да не гледа? Он. Може да си извадам извадам? Не може. Да си клям. Си јадел, брат, малко си било цабајле. Како ти, брат? Шо? Каша, шо е? Лепчеве, брат, стар салама, кашка. Али го стискаш. Тост. Тоа е тоа. Ето така. Што веслаше ликлина? Кајче? Еј, многу глупо, еј. Лелу. Пама. Врска, како е на англиски? Шкотите, што свират? Што свират шкотите? Она дувачки инструмент свират. И нашите музичарци. Брат, што свират шкотите? Абе, жаре, бе! од овча кожа, што Виолина свират. Братија, готово! Што е? Слушај, а надимци вака, Станко, од кај ти е тоа? Станко ми е од дете, од Што значи Станко? Од луди Станиша Станко. Боже, господе, среќа што не ти е надимак луди Станиша. Замисли сега ќе седиме туку луди Станиша, друго сакам, брзи озбил. Тоа те викаат некако тебе? Имаш надимак? Мене скратено ме викаа Гечу у Хрватска. У Задар? Да, у Задар. Тодоре. Тодор ме правилното ми име ми е Тодор. Тоше ние си го Тодор. И сега човеков на телефон, знаеш, стои. Викам, некој човек сега од Катар, викам. И што сака види, викам. Кажи ми, Пакирате збори. Да, кажи, викам, што се понудава. Абе, вика, да ти дам понуда.
се ја гледам вака и го тргам телефонот и му викам Киро, овој понуда сака да даде. И викам, кажи му некоја цена, лупни, вика. Се викам, ја у Катар не сум бил, да. Кажи, вика, пута 10. Добро, викам, ја му кажувам цена. И вика, ќе ти сјавам, вика, за 30 минути. Добро, викам, јави за 30 минути, го затам телефон, викам, Киро, го откачих, мој нема да звони, викам, сега пак. Супер, звони телефонот пак за тебе. Вика, господине, вика, окей, вика, понудата. Еј, викам, ја вака. Како се стига до NBA во смисла, знаеш кој аспект? Менаџер ли ти се јавува, клуб ли ти се јавува, скаут ли ти се јавува? Кој ти кажува заинтересиране за тебе Орландо, пример? Па, како се вика, треба нешто да изиграш, нешто да те видат прво. Така? Да. Тебе кај те видува, пример, на една конкретна утакмица или на тренинг камп? Во текот на цела сезона имав 2 шанси да бидам во NBA, не отидов и сега третата Мишко Ренатовиќ, мојот менаџер, имаме некој правило после 10 сат не се слушаме. Добро. Што до 10 сат, ако бил некоја понуда, ќе било до 10 сат, после тоа може да се спиеме одмараме. Едноставно ми звони во 11 сат. Има некој проблем, требаше да потпишувам нешто со Барселона тогаш. Што викаш за NBA? И јас помислив на 30 да идам во NBA, ме закуцава таму. Ама не сакав да бидам од оние, знаеш, имав шанса. Да, ја може да да отидов. Така да одма прифатив. А кои беа двата клуба претходно што те бара? Орландо беше и првиот пат од драфт кога се повлеков. А од што се плашиме? Ма, ви да ти кажем најискрено, ние не се плашиме од ништо и од никој противник. Сакаме и таму да земеме нешто за овој тим, оваа група што имаме. Треба да веруме и само треба да мислиме само европски. Сите зборат од мали до најголеми. Сите знаат колкав квалитет има бате Горан, сите го викаат Гранде Горан. Еве сега кога веќе е тој моментот, ако за нешто сум среќен, е за она што му реков дека твојата големина заслужува само да како капитен ја изнесеш Македонија на едно европско првенство и еве среќен сум што на 13 јуни Горан со траката на рака ќе ја изнесе Македонија за прв пат на европско првенство. Спомнавме за љубовта на навивачите према вас. Јас сакам да потсетиме на едно видео, ако може пуштате режија, кога бевте тренер на Загреб, значи тоа е, бевте тренер на Загреб и дојдовте први пат. Да, први пат, да. Е, какво е чувството ова кога се случува? Да кажем нешто. И сад ми прораде емоcije. Kada доживите овако нешто, онда схватите да сте радили праву ствар. Ja mislim da nema mnogo trenera u svetu koji mogu da se pohvale da su... Pazi, mogu da dobiju aplauz, ali da traje 10 minuta navijenje, da 10 minuta te takva grupa ljudi... I sada, recimo, u dvorani me komiti pozdravljaju, ali to nisu ovi komiti. To su neki mlađi, drugi komiti. Oni ni ne znaju za ta vreme i zašto je Vujo takav istorijski lik. Premladi su. Možda će naći ovakve snimke, ali kad budu vidjeli emisiju znaće šta se desilo. Ali kada to doživite, onda shvatite da ste uspjeli u tom svom sportu, da ste jednom narodu, jednoj državi, jednom klubu dali sve. Ќе ти ја набијам топката на мајка ти говедно едно смрдливо! Соле Стоило! Како што кажавме на почетокот, финалето на сезона 15 во два дела. Првиот, денешниот, завршува тука, а вториот и последен за сезонава не очекува во следната емисија. Ви благодариме за љубовта, поддршката и довербата сиве овие 15 години и покрај тоа што гости ни биле најголемите имиња, партнери ни биле најсилните компании во државата, она што прави да постоиме толку долго е нашата публика, односно вие. Ве поздравуваме од се срце и благодариме. Јас ви благодарам од име на целиот 1 на 1 тим.